Ефектите од корупција во корумпираните општества се бројни. Еден од начините да го мериме разорното влијание на корупцијата врз животот на луѓето е кога тие се спречени да го уживаат правото на пристап до владините сервиси кои им се загарантирани. Кога парите се трошат на хировите или на потребите на поединци, не остануваат доволно пари во државната каса за да се сервисираат услугите кон граѓаните. Приказната во Зајас е една таква приказна. На 5 јуни 2021 година во градскиот парк во Скопје ќе се случи голем политички собир, од кој што ќе одекне една сосема неочекувана вест. ДУИ станува зелена партија со еколошка агенда посветена на животот на луѓето. Па време е ДУИ да се фокусира на животот и грижата за планетата, без етнички, верски или партиски разлики, кажа Ахмети. Зелените ветувања ќе бидат централни во кампањата за локалните избори од 2021 година и со нив ќе се компензира за нарушената доверба на граѓаните во партиите. Запустеното Кичево и Кичевско имаат очајни потреби од основни работи како канализација и водовод. Ky është mandat për shkëlqim dhe ju do shkëlqeni sepse vetëm në proces që janë agjenda e blertë, agjenda e jetës, tër sistemimi i ujrave të zeza, i projektu dhe i përfundu në të gjitha sferat. Оние кои се овде имаат други потреби и смачано име се сами да прават. Ovo je pat ovde. Od tamo do tuka i duri tamo го направи ја и мој брат сам. Сам ги направиме. Ови камени, ја со брат сум направил. Овде беше калт. Не може да одиш пешки, не со кола. Додека ветувањата за канализација во Кичевско чекаат на ред другово до Зајас, зелената агенда на ДУИ, која требаше да се фокусира на животот, ќе почне од местото од кое што животот бега. Родното место на еден од најмокните политичари наскоро ќе биде домаќин на најграндиозниот селски парк во државата и најголемиот во Кичевско. Тоа е селото Зајас. Првиот предизвик ќе бидат парите. Ќе бидат потребни 2 комисии и 2 гласања за да се платат трошоците од речиси половина милион евра. Првото гласање е општинско. Во декември 2022 година, советниците на Кичево ќе го одобрат предлогот на градоначалникот Фатмир Дехари да се издвојат 230.000 евра за овој проект. Второто гласање ќе биде државно. Во април 2023 година, општината ќе аплицира на повикот на Бирото за регионален развој за дополнителни 260.000 евра. Проектот ќе ја помине комисијата во Бирото, ќе добие позитивна оценка од Министерството за локална самоуправа, а на крај, зелено светло ќе дадат и 11 министри од Советот за регионален развој во владата. Ова ќе биде највисоката доделена сума од вкупниот фонд за сите општини во земјата, или од 1,8 милиони евра, околу 14% ќе се доделат за проект за разонеда и рекреација. А дека ова е вистинскиот развоен проект, ги убедила една куса и не толку писмена апликација. Оправдувањето за паркот е дека ќе ја кренел економијата и ќе го подобрил менталното здравје на луѓето во Зајас. Но како паркот ќе ја пресече тагата и тишината во селото кое во последната деценија загуби повеќе од половина од своите луѓе? Живееме само за душа. Ништа нема. Деца нема ништа. Жени нема ништа. Сите отишо во Швајцарија, и деца, и све. Тамо се жени, тамо се мажи, тамо седи. Овде не идет, нема што да прави овде. Thjeshtë projekti i parkut të Zajazit është kërkesë e bashkisë lokale,
e basis vendore pra e qytetarëve të atij vendbanimi dhe ne u përgjigjemi pra me realizim të atij projekti si në çdo vendbanim tjetër tani. Saka da prajt, i grashkansa djeca da i ka. Da sjeda ljudi, pak da prajt, ama kuj će sjedit? Aj. Vidiš ti ljudi ovdje? Vidiš? Nema ništa. A do të realizohet premtimi është se papi kryetarit komunës. Momentalisht s'ka fillim pune. Ka, po nalet. Nuk është stabil. Janë ujësillësi është e bua para 50 vjetëve. Ova nije život. Ova je siromašni život. Umreš bez umrenja. I ja sakam da imam djecata ovdje. I ženata. Pokraj mene. Ama nemoj tako. Паркот ќе го гради фирма на пријатели и познаници на Али Ахмети. Фирмата Euroinvest Mediu, регистрирана во Зајас. Во скромната кичевска економија, оваа компанија добила тендери во вредност од 1,7 милиони евра во последните 2 години. А зошто се гради паркот не знаат ниту оние кои го градат. Генци Медиу ЗИРЛ рече дека 80% од луѓето во Зајас не сакаат да се изгради паркот пред да добијат канализација, водоснабдување и болница. Ветувања кои не се исполнети 2 децении. Ако зборувам како селенец кој живее овде, воопшто не треба да го има овој парк. Има примарни работи кои треба да се завршат. За паркот немаме луѓе, нема деца кои ќе играат таму. Здравството ни е примарно. Економскиот напредок во една земја е невозможен без работна сила. Државите, од кои што граѓаните бегаат за да можат да пристапат до основните услуги и да живеат достоинствен живот, немаат перспектива. Ова е еден од најболните симптоми на корупцијата. Зајас е уште една илустрација за лидерите кои пропуштаат да им служат на своите граѓани и да ги слушнат нивните потреби, дури и кога за тоа има пари.